Ова утро со мојата денешна соговорничка Надица Ѓорѓиевски зборуваме за пирсевите. Таа е професионален пирсер по професија и испирсано, особено на уводот, ќе ги слушнаме сите оние новости кога се пирсевите во прашање, но и колку да се внимава, особено во летниот период и одржувањето на пирсот. Без разлика на кој дел од телото се става, верувам дека има наде процедура како се одржува пирсањето, особено тие неколку дена по пирсањето. Со што се мачка, дали се мачка воопшто со нешто, дали треба да се избегнува сонцето и така натаму. Сите тие совети ќе ги дознаеме токму од вас. Добро утро. Добро утро, Бисера. Драго ми е прво што сум ваш гостин и што се заинтересиравте за оваа тема, бидејќи е многу важна, особено во летниот период. Вака ќе почнеме прво од најатрактивни, да кажам, пирсови естетски. Разговараме овој пат. Тоа е секогаш navel пирсингот или попознат кај нас бели пирсинг или пирс на стомак. Многу е интересно тука што од неодамна се појави еден нов тип на пирсинг кој што се вика floating belly. Тоа можам да го кажам, значи бидејќи тоа важеше порано само слабите луѓе и само оние со згодни стомачни може да постават пирсинг, но не, веќе се смени модата, дали поради гојазноста во светот, не знам од што е тоа настанато, но сега сакам да кажам дека секој може со било каква анатомија на стомакот да направи пирсинг. Постојат floating пирсови кои што нема долен дел каде што би ги боцкал во стомачето, така да се на еден друг тип се изведуваат и е многу интересно така да ги поканувам сите што имаат стомачиња, а сакаат да го украсат стомакот, може да дојдат кај нас и да направат floating бели пирсинг. Така да за летниот период најактуелен е секогаш бели пирсингот, иако не можам да ги исклучам нострилот или пирс на нос, што е секогаш актуелен и лето и зима, но во последен период гледам многу побарување на пирсот за веѓа исто така. Одамна беше тренд во наше време, нели? Немавме многу време кога пирсавме веѓа, но сега почна и double eyebrow да се прави, значи дупла веѓа, да, или пак централно на двете страни се прави, да, и тоа и е застапено и кај женската и кај машката популација. Исто така, нешто многу голем тренд, моментално во Македонија, тоа е дермал пирсингот. Не знам дали си слушнала за такво нешто. На тело, предпоставам дермал. Меѓу гради, да, и тоа е еден имплант од титаниум кој што не излегува од другата страна. Немам затоа што немам анатомија, затоа мора да имаш специјална анатомија која што ние ја проверуваме пред самото пирсање. Значи не е само битна желбата, треба и да се види дали може на одреден дел од телото да се стави. За секој пирс мора да се провери дали имаш анатомија, затоа што секое тело е различно. Како ќе се поентата не е само да го направиме пирсингот, туку поентата е телото да го прифати пирсингот. Затоа многу често се споменува она миграција или дали пирсот ми е мигриран, затоа што многу често ако не се направи правилно, ако човекот нема добра анатомија или доколку не заздрави како што треба заради инфекции или некои надворешни влијанија, може да мигрира и да го isfrли телото. Но сепак тоа не е нешто многу страшно, нормално во консултација со професионален пирсер може на време да го отстраниме, да се затвори дупката, што се работи за многу малку милиметри, да кажам, кои што веднаш ткивото ќе си ги регенерира. Сега многу е важно што се случува по пирсањето, од кога ќе утврдите дека може на тој дел од телото да се пирса, сигурно постои некој начин како да се заштити тој дел, додека уште е свежо местото. Дали не треба да се излегува на сонце, да се внимава сега во овој период одати на одмори луѓето, дали смее да се влегува во море, езеро, базен и така натаму, за да не се инфицира. Да, значи прво нешто каде што започнува пирсингот е стерилна просторија, да, каде што тука е многу битно да се има стерилизатори, чисти, да речам, алати на некој начин, ние што ги викаме. Се тоа мора да е стерилно и да нема контаминација, значи за да не се пренесе некаква бактерија. Секогаш клиентот кога ќе дојде, прво го прашуваме за неговите болести и состојби, значи дали има шеќер, тоа е многу битно за нас, за ние да знаеме како да се однесуваме во текот на пирсањето, дали се работи за некоја преносна инфекција како што се ХИВ, хепатит Б, С, тоа мора да се каже и мора да се знае унапред, за да знае. Не е проблемно да знаеме ние како да се однесуваме и со каков нели алат да работиме. Тука започнува првиот дел, да кажам, од заштитата и за нас како пирсери и за вас како клиенти. Понатака, од кога успешно ќе го завршиме пирсингот, доаѓа период кога ви даваме упатство за нега и хигиена на пирсот, бидејќи нашата работа е завршена, сега останува на вас околу грижата. Секогаш се препорачува барем еден месец да не се оди на базени, затоа што тука имаме најмногу инфекции, да не се оди во сауни, теретани,
На плажа исто така, тоа е многу интересно со плажата, многу луѓе пошто ние препорачуваме солен раствор да се користи за побрзо заздравување. Многу често луѓето ни викаат: "А, па јас сега ќе одам на море, ќе се бањам у солена вода." Супер, да, во ред, солената вода е солен, но тоа не е стерилна. Потоа излегуваме на плажа, се потиме од жешкото, сонцето исто влијае на инфламација доколку имаме рана на некое место, така да секогаш треба да се внимава каде и да одиме, да се чисти, да се негува и по потреба да се користи антибиотска маст на самото место. Така, да, многу е важно, кажавме по пирсањето да се внимава за да не се инфицира. Најде обратно сега ќе го поставам прашањето, што во случај ако се инфицира? Што во тој случај да направиме, како да се исчисти местото, да го контактираме пирсарот, што да се направи? Секогаш прво нешто што треба да направите, според мене, е да го контактирате пирсарот. Затоа што тој ви го направил пирсот, тој знае што на што реагирате и тој ги знае сите состојби што може да се случат од пирсинг. Доколку се развие огромна инфекција, што е многу ретко, обично пирсарот може се да спречи на време, тогаш ќе ви прати да одите на доктор. Но тие се мали ранички каде што може да се направат грануломи, мали инфекции кои што може да се решат со обична антибиотска маст. И пред да одлучиме каде ќе се пирсаме, што е важно да прашаме кога ќе одлучиме кај кој пирсар сакаме да одиме? Да побараме, не знам, сертификат од пирсарот или да го провериме местото. Сега најчесто може да се најдат пирсари на Facebook, на интернет страна, ама толку немаме доволно информации. Како да процениме дали ќе имаме стерилни услови каде што ќе се пирсаме? Тоа е стварно доста интересно прашање. Го има во сите бранши, мислам дека се случува и професионалност и непрофесионалност. Едноставно мислам дека најдоброто нешто е препораката. Според нас, ние така функционираме најчесто. Обично сите луѓе кај нас се задоволни, досега фала Богу сме немале никакви инфекции да настанат. Заштитени сме со закон, значи имаме санитарни инспекции кои што редовно доаѓаат, користиме најдобри стерилизатори, значи нешто слично треба да барате како на забар кога одите. Ако ви изгледа чисто и стерилно, значи тука е местото каде што може да го изведете пирсингот. Така да секако битни се сертификатите, ние одиме на конференции на секаде низ светот, еве сега одиме и во Берлин, сме биле во Шпанија, сме биле во Амстердам, на многу места од каде што земаме знаење, пошто во Македонија немаме школа за пирсинг, така да мора да се едуцираме надвор. Пробуваме да следиме европски стандарди, така да мислам дека го даваме максимумот од нас. Значи професионален пирсар да си најдат, доколку немаат во близина во нивниот град, да си го проверат местото, физички да отидат, да си позборуваат со пирсарот и тогаш да одлучат, како рековте и вие, дали може на тоа место каде што посакуваат да стават пирсар. Да, и втора работа, нормално да се провери анатомијата. Одлично. Јас се благодарам за одвоеното време, верувам дека ќе имаат убаво и мирно лето сите граѓани кои што сакаат да си спирсат, па да одат на одмор, ќе ги почитуваат препораките и советите и да си стават пирсча. Тоа е еден преубав украс, без разлика каде ќе го стават на телото. И само за крај би сакала да додадам, најубаво е сепак да се консултираат со пирсерот за тоа кога ќе одат на одмор, затоа што и секое место различно време му треба за да заздрави. Доколку се работи за увото, некогаш треба и помалку време, па може да им дозволиме нели за една недела да одат. Доколку се работи за стомак или за некое место каде што знаеме дека може да има поголема миграција, значи ние ќе им дадеме точна препорака. Тоа е еден месец да не го земат здраво за готово, затоа што секое место е различно, па и секој организам различно реагира. Фала Наде за советите и препораки. Фала и на вас.